52 годишник од Македонска Каменица е уште една жртва на патиштата на истокот. Тој животот го загуби синоќа под директен судир на две возила. На магистралниот пат Делчево-Македонска Каменица, кај место викано Баткова чешма, атар на село Драмче Делчевско, се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничкото возило Цитроен, управувано од 49 годишниот ЛТ, и патничко возило Волво, управувано од 52 годишниот ПС, и двајцата од Македонска Каменица. Во незгодата ПС се здобил со тешки телесни повреди, а како последица од нив починал во комплексот клиники во Скопје. Со тешки телесни повреди се здобил и љт, констатирани во клиничката болница Штип. Информираат од МВР. Возачот од Македонска Каменица е една од 150 жртви во сообраќајот кои секоја година гинат на патиштата во државата. Статистичките податоци ни кажуваат дека минатата година, во 2019 година, во нашата држава сме имале 132 жртви во сообраќајните незгоди и 5164 лица повредени во тие сообраќајни незгоди. Додека статистиката кажува дека оваа година имаме значително намалување на тие жртви и повредени во сообраќајните незгоди, што значи дека превенцијата дава резултати. Денес се одбележува светскиот ден за сеќавање на жртвите во сообраќајните незгоди, повод за поголем личен и општествен ангажман за нивно намалување. Секоја година, третата недела во месец ноември, се одбележува светски ден за сеќавање на жртвите во сторените сообраќајни незгоди. Целта на овој светски ден е подигање на свеста на учесниците во сообраќајот, се со цел за запознавање со последиците од сторување на сообраќајните незгоди. И ова година имавме делење на флаери со едукативна содржина, а исто така библиотеката распиша и литературен конкурс на тема и патиштата имаат своја приказна и на денешниот настан на добитниците ќе им бидат доделени наградите. Инаку најмалку 6000 лица годишно на државно ниво се со повреди како последица на сообраќајните несреќи, бројка која може да се намали со поголема внимателност и почитување на правилата.